Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Како што ветив со самото започнување на емисијата на новата телевизија, вистинската телевизија, телевизија Вистел, дека ќе донесам ексклузивни содржини и соговорници и еве. Го исполнувам тоа ветување, започнувам со еден вистински соговорник, тој ќе го имаме за половина час, директно од Њујорк. Нека биде една мала енигма кој ќе биде, но како и да е, мене ми е задоволство и чест што вечерва со мене е почитуваниот мој драг пријател Жан Станоевски, предприемач кој долго години е во бизнисот и сферата на бизнисот и познавач на приликите во бизнисот. Добро вечер и добро дојде, Жан. Добро вечер, Слободан. Благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Се надевам некој ќе гледа освен роднините и пријателите. Ќе ти кажам искрено, нема да ми замериш, бидејќи сме долго години пријатели. Не би сакал да ти персирам, нема. Слободно на ти, да. Со оглед дека емисиите кои ги тераме, ги правиме, и да поздравам екипата, секако тука е, пак ќе речам, Ивана, Гордана, Горан, Јован, кои еве работат и зад камерите и во студио и ги очекуваат и вашите војни, доколку имаме интерес ќе видиме тоа во текот на емисијата. Но први поставуваме теми, а после нас веќе ги одработуваат или ги коментираат. Тоа беше и за Чебрен Галиште, кој е ново велепредавство на Македонија, бидејќи некој повторно сака да ги омрси своите бркови, да речам. Па бака, таквите инвестиции се исклучително важни за државата, за напредокот, за иднината, за развојот и така натаму. Правење на брана уште една на Црна река и поставување на таков еден систем ќе биде од огромна корист за да се осамостои Македонија енергетски, значи да не биде зависна од увоз на струја енергија, затоа што е тој клучен елемент и во работата во бизнисот, тоа е исто огромен фактор на трошок и така натаму. И секој кој што ќе влегува во такви сделки треба да пази, да внимава исклучително, затоа што тука се работи за милионски проекти. И сега има некои најави, не сум толку информиран за тоа како стојат работите со тој проект, меѓутоа пак е даден на 4 очи, изгледа. И тоа е многу опасно, Жан. Еве сега малце колку што имав можност со професор доктор Константин Димитров, кој е еден од врвните експерти во Македонија, особено за електроенергетскиот ефикасност и се тона. Аз го слушам и професорот Тунтевски, кој беше многу разочаран и многу искрено настапил и ја кажа суштината контрабанда да лавера број 1. Значи, се работи македонски потенцијал, се дава на грчка компанија на 60 години концесија и плюс се дава... Насипуваат криминал. Слична беше ситуацијата пред 25 или 6 години кога се даваше Окта, ако се сеќаваш своевремено Окта кога ја давме, тоа не беше единствена рафинерија изградена на почетокот на 80-тите и пак во еден процес вклучен криминал, со казни што потоа ги плаќавме и така натаму. И Окта се даде на грчка компанија, ако нели сите знаеме. И исто така веројатно ќе биде и ова сега приказната со Чебрен ова хидроцентрала. Тоа што е интересно што на 15 декември се очекува тоа велепредавство, се потпише тој документ, меѓутоа колку што дознав, тука има големи не само заврзлави, повреди на законот и на начинот на регулирање на овој документ и мислам дека нема да им се исполни таа желба. Мислиш нема да помине? Па јас мислам дека веќе влегува во пајаковата мрежа. Од причина што веќе зема зама, беше голем зама за тоа што според нивните на брзи потезни, да речем, убаво спомнам во 4 очи, што е тоа веќе
веќе видено и се знае Така беше и политиката. автопатот со кинезите. Така е автопатиштава сега овие 3 што се градат исто така со американскиот инвеститор, што не прават еден вид дури не сме ни колонија, не сме ни протекторат, не прават резерват еден вид. Експерименти си прават со нас. Се плашам дека кога се дава вака на 4 очи, директно без тендер, има многу простор за криминал. И тука ќе има милиарди, особено на оној проектот сега со трите нови автопати. Таму Бехте бројат Лененка. Да, таму бројат милиони. Можам да ти кажам словно дека од оние 1,5 милиарди проектирани, ќе не фати најмалку 2,5 или 3 и дали ќе имаме автопат не можам да кажам. Не верувам дека ќе имаме, како што е Кичево Охрид. Кичево Охрид е 10-та година почнува, не можеме да видиме ни А од автопат, драматично. А и толку пари потрошени и уште ќе плаќаме казни и пенали сега. Значи за сите проекти кои што поминаа така, кои што ги спроведува на криминален начин, ќе плаќаме уште и казни. Не само што од буџетот плаќаме за изградба нивна, и тоа баснословни суми, ќе плаќаме уште и казни, затоа што Македонија, ако не знам колку знаеш, се водат спорови против Македонија во висина од 1,5 милиарди евра. Може да не казнат. Замисли каква е таа Не само цифра. тоа, тука има пак нека контрабанда во делот на експропријација, каде што политичка партија седи, трља раци, се договара. Апсолутно, јас сум сигурен дека тие 50-50. седат таму и нивите ги продаваат за цена која што 3 или 4 пати повисока од Нормалната. Да, од вообичаената цена. Тие ниви воопшто не се ни одгледуваат, таму нема ни Напуштени. напуштени се така натаму. Пета-шеста категорија. Баснословно ќе ги продадат, верувај ми. Тоа ќе донесе уште најмалку 500 милиони до 1 милиарда трошоци. Јако викаа дека само 250 до 300 милиони ќе кошта експроприацијата, ќе не кошта многу. Може ли се случи да не тужат тие семејства кои... Да, и тоа го прават. Значи, во спрега со судиите, бараат уште повеќе износ од експроприацијата Дека се и судот им доделува... оштетени. Да, дека се оштетени, дека не се доволно платени и замисли судот им доделува во нивна корист до судова и им доделува уште средства што одат од нашиот буџет. Досега исплативме 300 милиони или колку беа исплатени? 240. Првата транша беше 167 Да. милиони. Каде се да почнат да градат? Еве, имаше некакви најави, некакви почетоци и така натаму, еден саем за вработени и слично. Се плашам дека и тоа ќе биде Кичево Охрид, уште една наша хаварија. Меѓутоа, жал да бидем искрен, Кичево Охрид веќе беше, се гледа дека има пипливо дека е фата моргана. Немат ни проект, немат ништо, има само една црна дупка. Ама проектот требаше да го наследат, да го преземат од претходните, како тоа? Збориме прво за Бехтел Лененка визави патот Кичево Охрид. Што и да е, мое мислење е дека Дали требаше да го имаме тој автопат? Како е да? апсолутно е многу важно да имаме автопат, особено до нашиот најпопуларен туристички центар, затоа што е драматично патувањето Да. од Скопје до Охрид сега. Не се нафаќам веќе да одам Скопје Охрид. Значи мачно е со уништена инфраструктура, со тотално уништен пат. Значи со 3 сати, 3,5 сати возење и така натаму. И околу тоа сакам нешто да кажам. Наместо да се тргнеше, да се гради на рамниот дел, некаде до Песочан, се 32-3 километри. Ќе остане уште 15 до 20 километри до Кичево. Они тргнаа да градат тунели, мостови и слечишта. Слободан, тоа се огромни милионски пари што ги истурија, значи во тунелите, во мостовите, не им се гледа крајот, а ќе имавме 35 километри пат. Да. По рамниот дел. Голем предизвик што си вечера со мене, бидејќи еве, Благодарам. сакам енигма, почитувани Жан ќе биде и натаму со нас, бидејќи ќе се префали во режијата, ви кажа, ви ветив дека ќе донесам од Њујорк господинот Дугор Ташковиќ, министер без ресор во владата на Никола Груевски во 2008-2009, значи 15 години од оваа дистанца. Од се тоа што Жан го спомна или вовед за нашето ексклузивно интервју со министерот Ташковиќ, повторно, будење за Македонија. Без будење ние натаму ќе владаме. Режија, ве молам, верувам дека го подготвите будењето и тоа нека биде повод за нашиот дел, втор дел. Жан ќе биде преведувач, а ние се гледаме за 3 минути.
Glasot na narodot со Слободан Томич. Гледајте ме. Почитувани, рековме дека ќе одиме со будењето, едно време дека днес се разбудиме во вистинска смисла на зборот. Но и темата која ви предлагам е за будењето, а тоа е каде се странските инвестиции на СДСМ и ДУИ. Мојот почитуван соговорник е поранешниот министер за без ресор во владата на Никола Груевски, господинот Глигор Ташковиќ, кој директно во живо од Њујорк се јава во Гласот на народот преку Skype. Добро вечер и добро дојде. Good evening and welcome. Добро вечер, Mr. Tomek. Thank you for having me back. Благодарам It's good to see you се again. враќам после толку многу години. Добро е што се гледаме повторно. Господине министре, јас така ќе ве викам, во секој случај заслужувате. Генералниот секретар Торвалд Стотенберг е во посета на Република Македонија дека стабилноста за регионот е исклучително и суштинска важна повеќе од било кога досега. Токму затоа, наш приоритет е евроинтеграцијата на Македонија пред се, но и на регионот, изјави меѓу другото генералниот секретар Столтенберг. Дали Република Македонија и покрај се и пред се заслужува сериозно внимание од страна на стратешкиот партнер Соединените американски држави и НАТО, конечно да се донесе политичка одлука за безусловно членство на Македонија во Европската унија. Ова го велам врз основа на фактот дека се што е побарано од Република Македонија во изминатите 23 години, Македонија и македонскиот народ породи по државјанство, во целост ги исполнија сите задачи. Ве молам. Thank you. Look, Благодарам. first to Најпрво caveat this interview, I have to say that I'm not following the news in Macedonia every day. So my comments Мојот are based on my коментари се impressions, врз основа на моите впечатоци. but not necessarily on facts. Но I need to нема just be clear about да that бидат up и front for listeners. најточни, да го кажам тоа пред слушателите. I want to say Сакам да that кажам only дека Deputy Prime Minister само Marasic will know заменикот whether in fact we've министер fulfilled премиер all the tasks or Маричич not. I знае can't дали claim сите to know задачи this. се исполнети, не можам да кажам дека тоа е така, What I can say но are a можам few да things. кажам неколку нешта. The first Прво, is that I have long felt долго време that чувствував 31 years дека working on behalf of еве Macedonia, 31 година веќе работам that we suffer from a за lack of Македонија, self-esteem, дека не недостасува самодоверба. and that И perhaps дека тоа може when it би comes to кога се EU работи integration, за we're trying евроинтеграциите, too hard. е тоа дека се обидуваме Let me tell многу you a напорно. story И ќе ви раскажам една приказна of, на I think it was probably October of, од октомври 2006. 2006 беше ситуацијата, we were in a government session, кога имавме седница на- седница на владата и talking about говоревме за trying to balance обидите да направиме uh, рамнотежа the European Union со барањата на Европската Унија и САД, барањата нивни, очекувањата, правилата, регулативите. And I said, И реков тогаш, the problem is, проблемот е, Prime Minister, господине that we're trying министре, to balance this country on a two-legged stool. ја ставаме целиот тежина на државата на столче You од need две to balance, нозе. you need a third leg. Ке ни треба и трето ноже, и трета нога за столчето. And so I Така да suggested предложив that да we look towards the Middle East, се спртиме кон Блискиот исток, регион кој looked at што before, порано не сме го as обработувале, providing that third leg. како да биде тоа третата Because we нога, didn't try so затоа hard, што се обидувавме многу напорно More desirable. и резултатите не беа баш онака очекувани како што беше And очекувањето. that led И us on тогаш interesting set of experiences where we се случија negotiated неколку bilateral други treaties искуства кога преговаравме за likes of билатерални Oman and спогодби Emirates, со Емиратите, со Катар, Kuwait, со Кувајт and so on, и така натаму. with the help of Со помош Abdul на Qatar Mehmeti in the foreign ministry. I want докато to Мемети acknowledge, и министерот за надворешни and работи really тогаше tried to build се out, обидовме да ја изградиме relationships односот да го изградиме со нив we had, до точка Qatar во која Airways што flying to Skopje сакавме before the Катар pandemic. Airways да го внесеме во Скопје пред пандемијата, да го поврземе со Македонија и така натаму. И
So Така да I guess, yeah, so I mean, that's what I верувам, want to say. тоа I mean, сакам да го I кажам, long believed јас долго време верував we дека have almost everything имаме речиси that we све could get European Union Европската without being members of the унија без да European бидеме Union. членка And на I'm ЕУ. actually okay with that. И јас сум I ред со don't, тоа. I don't, for my self-esteem, I don't За мојата require самодоверба, јас не барам да по секоја цена влезам на ЕУ со цел да се чувствувам дека имам that we're земја, worthy to be our own дека е country, вредно да се има собствена држава, that we дека can survive. и дека ќе We can do преживееме just fine. и дека ќе живееме добро, пристојно. Ask Но yourself the question, се поставуваше who прашањето, benefits кој by имаше stocking корист in the од European тоа да не бидеме дел од ЕУ? And we discussed И го before дискутиравме the тоа show started my experience with foreign ministry заедно со back in the Министерството за 1990s. надворешни работи во There 90-тите was a години, bill, каде што имаше договор draft legislation да to regulate the се Ministry on Foreign Affairs. направи легислатива And there were a за series of Министерството за ministers надворешни in the работи. 1990s. Многу министри поминаа во 90-тите And години when they saw со this Министерство. bill, they put it И into the desk тие, drawer of their cabinet, кога never го видоа тој received light of day. нацрт закон, и They тој would rather го ставија run во the фиока ministry и according to the си ги ја rules водеа своето than министерство онака rules како што сака и legislation. поред правилата кои што тие си ги поставуваа. Значи, So we should ask ourselves again, тогашното законодавство што ние го подготвивме, кој имаше корист од ова што не сме во Европската унија, затоа што 30 години веќе поминуваат, имавме промени. 20 на години од тој период помина, не можеме да го промениме бројот на законите, така да треба да си ги поставуваме прашањата малку и на поинаков начин. Интересно секој случај. Господин Ташковиќ, чести задоволство е што вечерва сте мој соговорник во Гласот на народот. Едно подсетување. Ова интервју го реализираме после 15 години. Како што кажав, бевте министер без ресор во владата на Груевски, одговорен за инвестиции, меѓу другото. Сигурен сум дека од таа дистанца до ден денеска ја следите Македонија од политички и евроатлантски ракурс. Во делот на незиното членство во овие две организации, во едната сме веќе членка, тоа е НАТО, алијансата, но во Европската унија приемот е отежнат и стопиран. Пред се и после се, ништо, односно нашето европско интегрирање е врзано со услови и уцени, уставни промени, со впишување на бугарите во македонскиот устав, и тоа на асиметричен начин. И овој пат земи или остави. Уште само нешто да појаснам на гледачите. Вие сте тој што го донесовте V-Transfer, без Western Union, и ќе ме исправите уште што донесовте како странска инвестиција. MoneyGram, така беше, MoneyGram? That came later. Да. Yeah. И повелете ве, да. прашањето што ви го адресирав во однос на се тоа. Повелете. Well, look, I was in Macedonia Јас бев во for a very, very Македонија brief 2 days last два month дена for the first минатиот time in over месец 4 years. по 4 години. So I don't И claim again не можам to сега да reiterate, кажам I don't claim perfect knowledge дека on имам the news, совршено on знаење за developments, состојбите за развојот на државата like this. But I и guess така I do натаму. want to Но say that сакам да кажам I spoke дека to maybe 30 people говорев in those со 2 days, неколку луѓе од тие неколку дена and и some of them said, некој "It's од нив no big deal to рекла, amend the Constitution, so what?" And не е then we толку have all голем these проблем other, да го смениме уставот, ние minorities plus one имаме more. и други малцинства, ајде ќе поведеме understand уште that едно. point of view. И го разбирам тој аспект. But the other point of Но view, I think, другата is equally поента important. е исто така важна. We care about Ние се грижиме за the people who have been луѓето left behind кои што се because of оставени на страна arbitrary поради border decisions 110 одлуките years ago. пред 110 години што беа донесени less. за менување на границите на Балканот. Then how И can we за тоа како do ние this можеме without insisting on reciprocity? да правиме, а да не инсистираме на Bulgarians реципроцитет. also must Значи have an amendment to their бугарите constitution да simultaneously. треба исто така паралелно да го says сменат that уставот и да кажат recognize дека признаваат етнички македонци во нивната It should држава. not be one way. И тоа не треба да е едностранно и да се каже тогаш добро. What about Macron? He's very influential. And my response Макрон is, е прилично again, I влијателен don't know the тука answer и to this question. јас не го знам If одговорот you на know ова it to be прашање. the case, И ако say е тоа so. случај, тогаш треба да го искажеме тоа. Да.
has the foreign minister, дали the министерот prime за надворешни minister, работи, or дали the премиерот или write a председателот letter to President Macron му saying, напишаа писмо на Макрон, барајќи од него July во 1st of јули 2007, 2007 година, кога Бугарија и Романија стана членки на ЕУ, тие започнаа кампања на продажба на пасоши, на давање на пасоши на македонски граѓани. И сега имаме одеднаш малцинство. Тоа е владина политика која што намерно воспоставена од бугарска страна и тоа треба да го знаеме. И во Албанија имаше исто така неодамна избори и пописи. Тука беа тие активни. Значи моето прашање до чиновниците во Македонија, дали сме успешни сега во она што Макрон го кажуваше и го разбираше, затоа што не верувам дека било кој рационален политичар, знаејќи ги овие состојби, ќе инсистира да овие бугарски барања се исполнат. Благодарам. Господин Ташковиќ, во време на вашето министерување Македонија се рекламираше во престижни телевизии и медиуми, како што е CNN. Дали тоа беа залудно фрлени македонски пари? И дали имаше во тоа време странски инвестиции наспроти изминатите 7 години со оваа коалиција нема странски инвестиции или инвестициски бум? Едно време ова коалиција, мислам на СДСМ и ДУИ, обвинува дека тоа беа потрошени пари за ништо. Кој е вашиот коментар, ве молам? Благодарам за прашањето. Жалам што морам да кажам дека СДСМ и коалицијата да прават огромна грешка кога тоа го кажуваат и треба да се срамат од тоа. Искрено го кажам. Вистината е поинаква. Ако може да го видиме слайдот. Графиконот. Ја верувам дека ако е можно би го пушти, да, може некаде, да, еве го имаме. Го имаме, да. Повелете. We have it. You can comment, yeah. Ако го погледате овој графикон овде и тоа е раст на БДП во Македонија во период од 30 години, ќе видите дека од 2006 до 2008 година, во моментот кога јас имав привилегии да служам на владата на Република Македонија, највисокиот столб го гледате овде на растеж на БДП во државата. Тие 2 години. И ова се податоци кои што доаѓаат од Заводот статистика и го укажуваат на БДП-то. Значи, голем дел од гледачите веќе знаат дека имавме спогодби за слободна трговија со Европската Унија и со многу други држави во Европа, вклучително и Русија, Украина, Турција и така натаму. И за да функционира тоа, нам ни треба инвеститори, надворешни, внатрешни, домашни и така натаму. И не требаше со сировини секако. И додадена вредност на истите, за да влегуваат без царина и да излегуваат без царина и без данок. Така да привлекувањето на Джонсон Мети, на британската фирма, беше огромен успех. И морам да дадам кредит тука на Виктор Мизо и на неговиот тим, кој што навистина завршија многу добра работа. Политичарите од Македонија можат да учат од нив за тоа како да го подобрат својот учинок. Потоа платина, например, кој што доаѓа од Јужна Африка како сировина е клучната компонента на катализаторите што ги производува и ја додава вредноста екстремно, значи како компонента на производот што го произведуваат како катализатори. Ако ги извезуваме таквите високовредни продукти кон странство и во прекоокеанските земји, имаме извонредна
намалување на трговскиот дефицит. Тоа и сите овие години по 2008 година, овие фабрики беа изградени, развиени, за да произведуваат така високовредни производи кои што носат повисок БДП. Идејата тука беше со рекламите важна, како поинаку да го кажем, како да трошоците што ги имавме за реклама на државата, Македонија ја поставија на можноста да ја види светот и експлозијата на населението 2006, 2007, 2008 година, исто така многу од луѓето што замина од Македонија се вратија, затоа што видоа дека состојбите се одвиваат кон добро, вклучително едно лице во мојот кабинет кој што работеше тогаш. И други исто така се сеќам фамилиарен бизнис од Австрија кој што се врати и во Охрид изградија фабрика и така натаму, имаше доста такви. Така да сметам дека ова беше многу паметна стратегија и многу ми е жал што многу ми е жал што СДСМ во последниве 7 години, 6-7 години веќе укажува дека тоа не е добро, дека тоа не било доволно, дека не било дел од бизнисот. Навистина срамота. Така да тоа беше инвестиции кои што дојдоа, така да имавме. Беше изводена идеја. Доста други инвеститори влегоа од различни индустрии. Потоа ги имавме роудшоуа, имавме со министерот, со премиерот ни светот, представување на државата надвор, ако се сеќавате, со на семинари и така натаму. И многу ми е жал што тие сега не се толку активни. Не се сложувам со оваа политика сега што се води. Стига од Вашингтон. Соединените американски држави треба итно да работат и да помогнат на државите од Западен Балкан да ги постигнат своите аспирации во евроинтеграциите и членство во евроатлантските институции. Ова е ставот на Стейт Департментот за гласот на Америка по повод изјавата на украинскиот претседател Зеленски дека Русија по Украина потенцијално може да предизвика нови кризи на Балканот. Посветени сме да работиме со земјите од Западен Балкан, нашите европски партнери и меѓународната заедница за унапредување на реформите во управувањето на владењето на право, изборите, антикорупцијските реформи кои ќе намалат можноста за малигно руско влијание и ќе донесе траен мир, стабилност и просперитет во регионот, се вели во изјавата на Стейт Департмент. Кој е вашиот коментар? Секако дека е многу важно да имаме поддршка од САД генерално и јас исто така работев во Македонија кога имавме силна поддршка од САД и тоа е многу мудра идеја, многу важна идеја. И не би кажал повеќе од тоа, јас само би потсетил луѓето дека секоја спогодка што беше договорена е добра само доколку владата ја држи и со промената на владата се доаѓа до нови договори, спогодби и нови закони дури кои што доведува до тоа тие спогодби да повторно мора да се преговараат и така натаму. Уште едно интересно прашање, господин Ташковиќ, пред неколку дена Македонија, односно владата на ДУИ и СДСМ, доби најлош извештај за нивното работење, оценуваат аналитичарите. Едновремено, една од најголемите критики е невладење на правото, криминалот, корупцијата или со еден збор отсуство на реформи, а со што е главен предуслов за влез во Европската Унија. Владата на ова не реагира, ги гледа работите со розови наочари и вели крива е партијата ВМРО ДПМН, односно опозицијата. Дали сопствениот неуспех, господин Ташковиќ, се брани со обвинување на опонентот? I'm sorry that this report exists, obviously. Што тој извештај постои, но би ги потсетил луѓето дека
кога мојата влада или владата кај што служев, јас дојде на власт во август 2006, нашиот ранкинг во Transparency International во на група која што ги води тие податоци беше некаде на 104-то место. 106-то, 104-то место, таму некаде. И за оние кои што ги следат овие бројки одблиску, ние знаеме дека земјите многу ретко се придвижуваат 1 до 3 места нагоре во ваквите ранкирања низ годините, но во времето на Груевски, како премиер, тоа беше 2006 кога стапи на власт, ние работевме многу напорно за да ја сузбиеме корупцијата, да го намалиме бирократскиот елемент, да и тоа дојде до влијание на луѓето, оние кои што еве тогаш беа, ќе се сетат, да, се сеќавам на тие денови, значи од гледачите сигурно ќе се сетат, затоа што нашите бројки кои што од 106-то место во 2008 дојдовме до 62-ро место, тоа беше астрономски скок. И сега се враќаме пак онаму кај што бевме, што е тажно, многу тажно. Ни не можеме да се спогодиме дека се е во ред. За жал, работите не се во ред. Тие бројки се барометар на состојбата на државата. Јас би рекол дека кога бев во Македонија минатиот месец, за неколку дена видов 30 луѓе. Секој со кој што се сретнав кажа дека не секој, но оние што не беа влада, секој обични луѓе со кои што се сретнав ми кажа дека работите се 10 пати полоше од колку што беа за време на почетокот на пандемијата. Значи, не се збор безнадежно, и тоа е важно да се каже, да, искрено. Така да, јас сум цел свет далеко од овде, не можам да влијам многу на одлуките, но еве ќе се обидам и еве моето срцечука за Македонија. За неколку дена, поточно идната недела, Македонија како претседавач и домаќин на годинешната конференција на ОПСЕ се очекува да присуства и државниот секретар на Соединените американски држави Ентони Блинкен. Не се знаеле дали ќе учествува рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров. Ве прашувам како долгогодишен наблюдувач на ОПСЕ, како ја оценувате оваа конференција и средата меѓу двајца високи политичари, САД и Русија? So, just for background, Како историјат, јас сум бев член на 15 мисии на ОПСЕ на наблюдување во 9 држави, и вклучително Македонија. И оваа средба што се одржува традиционално на почетокот на декември секоја година е многу важна. Многу важно. И посакувам среќа на министерот за надворешни да успее да ја одржи оваа средба успешно. Руската влада за жал се обидува да ги блокира состојбите и да го одложи одобрувањето на буџетот на ОПСЕ и за вработувањето на персонал во организацијата, така да е многу важно за едината на Европа да тргне работата симултано и да се подобрат состојбите со ОПСЕ како резултат да се јави. И се надевам дека можам да бидам оптимистичен и да имам надеж на министерот за надворешни и на председателот сета среќа на светот за разговара и да даде напор успешно да се заврши и да има корист Македонија во својот учинок и репутација пред све од организацијата на еден ваков настан. Господин Ташковиќ, утре е денот на мисирките или денот на благодарноста, Thanksgiving Day. Како се подготвува и што значи овој празник за американците?
So for many years, За многу години наназад, 4 years old, кога бев мал, 4 годишно дете, just before the pandemic, maybe и 2017 па се до or so, пандемијата до I would 70-та make година, this, cranberry Thanksgiving bread. ова лепчето го купував и го праќав на мои пријатели, лепчето за среќа, 30 packages a year. 30 пакети годишно праќе, тоа беше I stopped doing it. подарок еден кој што го правевме во 70-та But година. it's a very nice tradition. И како добра традиција тоа продолжи да се одвива и да се That was how прави. I sort of let Така people на, know they were на тој начин ги паметам и овие денови на благодарноста од аспект на тоа како мојата фамилија го слави овој празник на благодарноста. methods, right? И на различни методи тука, некои печат погача или леп или во моето семејство секогаш Celebrated Thanksgiving ги by going out. славиме деновите со тоа што ќе излеземе надвор, тоа е традиција. This year we И will go одиме на to прошетка the Cornell годинава, University Club ќе in одиме New во York еден City универзитетски клуб во and Њу Йорк have a Сити feast и there our afternoon. и таму ќе I'm looking имаме forward to that. убав As a member of the Cornell Club, пикник и open, така натаму се надам 1990. дека ќе биде отворен. Тој е отворен во 90-та година Programming committee there. и таму имам работено своевремено Guest speakers for the club, и сум бил и предавач и така and натаму. looking forward to that. Така ќе го But, прославам for anyone празнакот who's, за American, сите оние кои што се американци и што го случаат ова, на сите им посакувам среќа на денот на благодарност. Address the last question before to say hello and to say thanks about enjoying Поздравиме и да се заблагодариме. Како ја гледате Македонија во наредните 4 How you години? see Macedonia, the future of Macedonia? Во иднина и каква е иднината на Wow, trick question. тешко прашање. I mean, look, I'm an optimist. Види, by- оптимист сум by јас nature. I по really природа. hope Вистина се надевам дека ќе може да излеземе these situations that have од овие состојби што ги stymied us for so имаме long. And let me give you како an еден example. вид блокада што имаме 2006, со години. Во 2006 ќе ви дадам пример, јас several projects, неколку one of which I проекти, can remember, no, two of which I can два remember off the top of проекти my head. It's been a long time спроведував, since I тоа thought беше about them, прилично одамна, which were kicked down from кои што government to бе government because people didn't have the шутирани skill од sets влада во necessary влада, to solve these затоа што problems. луѓето нема One of them, for example, вештини was за the да lawsuit го решат. Едното беше тужбата против Македонија од Бунарчик што го добив јас. And I not only И не само resolved што that тоа problem го решив проблемот за доброто на државата и владата, туку исто така успеав да ги продадам тие згради и да направам профит за владата на една италијанска фирма која што се надевам дека си уште тие работат и произведуваат понатаму на ботаза. На тој друг пример би бил the what was it called? Како се викаше, the mining related company in the center of town. рудникот, фирмата за рудници во центарот на државата што имаше ограда подигната во центарот и тие има можности да работат. И јас им кажам, проблемот со тендерите е што не можете само да очекувате некој да одговори и да купи некој нешто што ти произведуваш. И треба да ги поставиш тамелите на производството и еден израелски пријател ми кажуваше дека тоа и слично и канив се прави, дека тоа во други раце сега фирмата, но би сакал да кажам дека владата имаше 20% повеќе пари од даноци отколку што беше претходно, така да од друга страна ја сакам да кажам на владата да ги вработува луѓето. Значи имаме избори сега за 6 месеци. Вработувајте луѓе кои имаат вештини, образование, знаење, компетентност и глобално знаење да ја завршат работата. Што ќе се започне. И тоа е толку едноставно. Next year is election year. Наредната година не имаме избори и луѓето веројатно ќе сакаат да видат промени. Јавното мислење укажува на тоа дека оваа коалиција ќе ја го напушти владата и дека никогаш нема да се врати. Да, го имам тоа чуено. If the new government invite you, Ако ве покани новата влада да did you accept? влезете во нејзиниот тим, дали ќе прифатите? I would certainly consider. Секако дека ќе размислам. Thank you for the question. Благодарам за прашањето. Thank you so much in joining us and to say also Благодарам thanks што for бевте со нас. Благодарност за нашиот толкова Жан. translate us. Yes, big thanks to John. And best Благодарност wish to за Жан. you
Најдобри желби ви посакувам и уживајте во прославата на денот на благодарноста и вие сте пријател на Македонија. Благодарам, господин Томич. Најдобри поздрави до мојата омилена земја. Пријатно. Тоа беше Глигор Ташковиќ ексклузивно во Гласот на народот, македонец, како се кажа, по потекло. Еве, даде ексклузивни пораки испрати, што и како ја оценува Македонија, македонската економија, перспектива, бидејќи како министер за без ресор, одговорен за странски инвестиции, даде максимум да го зголеми GDP-то во државата. Дај Боже некој тоа да го стори во овие 7 години, но голема е штетата. Ви посакувам пријатна вечер, гледајте на полноќ на како репризно издание. Утре имаме исто интересна содржина и верувам дека ќе биде задоволство да говорим на интересни теми. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.